Здраво на сите! Здраво! Сега сме во Крушево. Викендот ќе го поминеме тука. Зашто сме тука, Андријана? Тука сме затоа што овој викенд празнуваме еден голем празник, славиме еден голем македонски празник, Илинден, и цела недела ќе има една многу интересна програма, ќе ви покажеме што ќе се случува. Почнува денес е петок, 1 август, и го почнуваме овој месец овде во Крушево. И сега чекаме настаните да почнат негде за пола сат, 40 минути, во 6:30. Сега е 5:50 и решивме малце да се прошетаме низ градот. Да, брзо поминува времето, посебно кога откриваш нов град, многу брзо поминува времето. Дали и ти чувствуваш исто? Мислам дека да, секогаш се сакам да видам, се сакам да... Сватив нешто. Само што свативме дека микрофоните не се исклучени. Да. Сакам да кажем шармантно, ама мислам дека не е тој збор. Шармантни, мали, тесни улички. Да. Баш онака удават историски поглед. Шмек, сакам да кажам. Шмек. Ама тоа е сленг, нели? Да, сега најдовме. Може. Сега најдовме баш повод, Повод, бидејќи прилика. мислам Крушево ми се чини дека во секое време може да се посети и преку зимо, некој друг снима. И преку лето, не сме само ние. Добро. Ама баш Илинден ти е еден од најдобрите, како се вика, Илинден ти е најдобро време, освен дека зима спијањето, бидејќи тоа е еден од најважните македонски празници. Јас знам дека Илинден е на 2 август, ама многу малку знам за празникот. И затоа денес, утре, во недела ќе може малку повеќе да научам. Да. Според програмата, според тоа што успеав да видам, ќе биде многу интересно. Буквално вечер на полноќ ќе има, како се викаше, импровизиран напад на градот. Само Супер атмосфера! Само така пишува, импровизиран напад на градот, и не знам што да очекувам. Па мислам дека тоа е идејата, дека не знаеме што да очекуваме. Изненадување. Тука има многу разни бои. Сина, бела, жолта. Да. Да, добро е што има бој. Еве почнуваме да влегуваме во центарот, мислам. Мислам, има нели стар град, има старо мало, некоја чаршија обично во македонските градови. А интересно е што на англиски имате city и town. Да, па Сиди ти е град, а Чаун ти е градче. 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 На македонски е град и градче евентуално, или мал град. Градче. Што се менува, да го река, Да. се вика. Па едначење по звучност. Така. Одиме натаму. Ова мислам дека е најцентарот, бидејќи таму стоеше знак. Го видовме. Да, сега ќе го Кај видиме. што пишува Крушево или I love Крушево, така нешто. И црква ли беше таму лево? Мислам дека има црква. Секогаш да Има видим? кафани. Да, сега ќе Ако сам ќе покажам. кафани малце. А тука еве го знакот, значи ова мора да е центарот. Имаш друг впечаток сега за сега, бидејќи сме само 1 час овде. Буквално јадевме, ручавме и И се продолжуваме. шеткаме. Па мене многу ми се свиѓа, мене ми се свиѓа зашто е бидејќи е планински град. А јас сум многу по планините, ама тоа е нешто лично. Да. Знам некои сакат плажи, вода, југ, ова е баш планински град. Мислам дека е највисокиот град на целиот Балкан, ако не грешам. Аз си гледав газота и ако никогаш не пијам газирано, ама дека е Прилепска, Да. а ние сме во Крушево. Прилеп е до Крушево, на 30 Да. километри. И си викам, добро, Зошто да е не? моментот Сега да е земам моментот. нешто локално. Нешто локално. А има вкуси на Круша, а во Крушево сме. Не знам, некако се вклопило се. Многу символично. Нели? Се брзаме. Бидејќи ни фали еден човек што беше со нас. Што многу пропушта. Еве, ова не сум го знаела. Ни јас. Не сум знаела. Баш интересно.
Во 1956 година. Интересно. Интересно дали останале унгарци од тогаш одлучија. И многу сакам носи, бидејќи сега видовме Девојче носија. во носија. Да. Да. И се лутам на баба ми. Знаеш зошто? Зошто? Затоа што баба ми имала носи и ги продала или не знам што направила, ама нема сега затоа што е нели не и требаат наводно. Оф, леле. Така што мислам дека така се губат некои традиции. Веројатно да. Да. Ама што сакав нешто да кажем. Девојчето што носи носија, не знаеме што ќе прават. Видите колку е убаво позади. Во принцип, ја видовме на брзинка програмата, ама не се сеќавам точно што ќе биде. Многу е високо. Да. Така што во зима е сигурно убаво. Па поприемно со снеќот. Луѓето доаѓаат за скијање. Да. Ти сакаш да скиеш, Јана? Само еднаш сум пробала. И јас само еднаш и никогаш повеќе. А прв пат пробав во Франција. Поносимо. За нигде ми е. Полагање цвеќе меѓу 7 и 7:45. Па сега колку е? Еве, јас си купив сувенирчиња при Брзоци. Тука имаме мечкин камен. Ќе отидеме утре, така са Вајле, ќе има настан. А ова е за мајка ми. Браво, мамо! За мојата Ми не достигаш, те сакам. Ова ќе ти го однесам кога ќе се видиме. За мојата мама. Одлично е. Па, ова е обичен. Сорев е најтипичен. Ај, прво, да, стварно. Не, Орев и ова е со кокос. Тој е нов сега. Со кокос и лешти. Кој сакаш? Класичен. моите повеќе сакат тоа. Исто е. Орев е него. Па прво да го пробаме овој. Ајде, може. Класичниот, да. Ајде така. Ајде, може. Еден? Да, еден. Ево, Пријатно. Хвала ви, Што имаме овде? Па Андријана нарече кајгана, селска. Селска кајгана. Не знам дали има разлика меѓу обична и селска. Па, Браво. обичната е само Без јајца, зеленчук, така? а овде има и домати и пиперки. Ама благи, не лути. Се надевам. Ќе видите. Се надевам. Така ќе видите надување на Савајле. Да, а Јана што нарече ти? Јас наречав мекици, ама никогаш не сум ги видела вакви душевски. Да, ваква Надувани форма. вакви. Обично се по
Рамни. По-рамни и како се кажа? Мрсни, по-мрсни ми се чини По-мрсни. обично. Овие се како перничиња, баш сладки. Да, баш интересно. И тука имаме Добро. исто патиџан или домат и сирење. Не знам Супер. сирењето дали е кравјо, овчо, Може би е видиме. крајво, ама ќе го пробаш и ќе ми кажеш. најверојатно. И лече за со кајганата. Супер. Колку километри имаме до Мечкин камен? Мислам дека се 5, ако не грешам, горе-горе. Ама вчера, значи 2 август е. Август, знаеме дека е можеби најжешкиот месец. И вчера носев зимска јакна. Да, вечерта, бидејќи бевме, па не знам на колку метри беше, ама беше доста високо. Да, гумењи. И дури да малце не накрива. I